Најавите на владата за градежен бум за годинава засега стојат во место. За 2 месеци институциите реализирале само 6% од капиталните проекти, или во пари, од планирани над 766 милиони евра за изградба на патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравство и друго. До крај на февруари потрошени се само околу 47 милиони евра. Најнов податок на финансии по денови е до 1 април, до кога реализацијата е 69 милиони евра или 9%, или во просек месечно се гради по 3% од планираното. И покрај слабата реализација, премиерот најавува нов кредит строго наменски само за изградба на патишта. Покрај милијардата од Унгарија, ќе се задолжиме со нови 500 милиони евра од европска земја. Зборуваме за половина милијарда евра, кои што ќе бидат потрошени исклучиво за реконструкција, но и изградба на локални и регионални патишта. Проценивме со јавното претпријатие државни патишта дека од прилика половина милијарда евра би била таа инвестиција цела држава, на цела територија, да бидат или реконструирани или изградени нови локални и регионални патни правци. Бизнисот пак апелира владата да опстои на ветувањата. Надеж гледаат во изборите. Очекуваме сериозна и интензивна реализација на капиталните инвестиции. Знаеме дека секој пат во предизборието владата, меѓутоа и локалната самоуправа прави напори да реализира што поголем број на проекти. Меѓутоа, важно е дека овие проекти можат навистина да придонесат за сериозен економски раст. Инаку податоците на финансии до крај на февруари по институции покажуваат дека речиси сите потфрлиле со реализацијата на планираните проекти за годинава. Па така, кај најголем дел од министерствата, реализацијата е околу 0. Од оние кои имаат најмногу проекти, Министерството за транспорт реализирало само 1,64% или од 270 милиони евра планирани за градба за годинава, реализирани се само 4,4 милиони евра. Кај Министерството за внатрешни работи реализацијата 1,96% или потрошило 760.000 евра од планираните над 37,4 милиони евра. Од друга страна пак подобра реализација има кај Министерството за одбрана со речиси 20% или од околу 140 милиони, реализирало речиси 28 милиони евра. Министерството за образование со 9,47% или реализирало 3,5 од планираните 35,6 милиони евра. Инаку капиталните инвестиции се главен адут на владата за придвижување на економијата и остварување на раст на бруто домашниот производ за годинава од 3,7%.